Штрајкот на матичарите досега им се исплати, се изборија за прифаќање на дел од барањата кои се во надлежност на Министерството за правда. Дека 60% од просечната плата на ниво на држава дека имаме побарана, тоа го прифатија и они, значи исто и за венчавките што ќе бидат, не се плаша тие што се во самата управа што се извршуваат венчавки, да се плашаат и сабота, и тоа го прифатија, значи и сега со новата плата, значи што ја зедовме, значи ја усогласија со минималната плата, само останува, значи тоа линарното за другите плати што треба да се заврши. Нормално тоа од влада да заврши и од Министерството за финансии. Меѓутоа, тие штрајкот ќе го продолжат, бидејќи неисполнети им останаа следниве барања. Меѓутоа, во онај дел кај што е главната болка, да кажем, на вработените, кај што се парите, процентот, останува барањето 30%. Ќе почекаме, колективниот договор уште денеска ќе му биде доставен во текот на утрешниот ден, најкасно се надевам, и се надевам на брза реакција од нивна страна, доколку не, еве јас јавно кажувам како конфедерација, сите синдикати ќе ги повикаме и ќе го блокираме Министерството за финансии. Мора да се најде јазик за овој проблем, мислам заеднички јазик за овој проблем што ги имаат вработените. Вработените во управата за водење на матични книги штрајкуваат од 27 април. Иако завчера министерот за правда Никола Тупанчевски истакна дека штрајкуваат само 20 до 25% од вработените, од Гранковиот синдикат денес тврдат дека со потписи за штрајк се одлучиле над 70%, а се издаваат само документи од итен карактер.